Почитувани, продолжуваме со студио 10. На Вибер линија би требало да го имаме господинот Ердоган Сарач, председател на Движењето за национално единство на турците во Македонија. Господине Сарач, доколку се слушаме, добре дојдовте во емисијата, еве преку можностите на Вибер или Вајбер комуникацијата. Благодарам, ве слушам. Поздрав до студиото и до сите гледачи. Так, господине Сарач, вие деновиве некаде пред Рамазан Бајрам изреагиравте за тоа дека за време на молитвата на намазот во Саат џамијата во Гостивар, иако вие сте апелирале, не била одржена молитва и на турски јазик, иако споредива за треба да се вршат и молитви на турски јазик, бидејќи овој јазик е еднаков со останатите јазици, нели, на луѓето од исламска вероисповед. Дали ова често се случува на овие молитви или не? Да, видите, и тој критичниот ден, 29 март, значи еден ден пред Бајрам, тоа е Арифе, се случи тој настан. Знаете, џамијата Саат џамија во Гостивар е навистина една централна џамија на кој гравитираат околу 70 други џамии и престижно е местото секој таму да зборува и да држи предавање во однос на верата. И тој ден реисот на Исламската заедница на Македонија одржи еден говор по еден настан хатме и за време на 30 минути негово обраќање и понатаму доделување на награди никогаш нити еден збор на турски не се обрати. Таа џамија е позната како џамија кој претежно се обраќаат турците. И во цело време, значи јас 60 години тука на 20 метри се наоѓам од џамијата, добро ги познавам приликите и сите албански врвни стручњаци и теолози таму кога зборувале и на турски јазик. Реис улемата е реис улема на сите муслимани во Македонија и нормално е дека да очекуваме во една престижна џамија, централна џамија, да се обрати со неколку реченици на турски јазик. Тој ден, нажалост, доживеавме дискриминација на турскиот јазик од страна на реисот на Република Македонија. Така го видите за јазична дискриминација на својот Facebook статус, што го напишавте тој ден. И тоа вербално го протестирав пред него и реков дека за утрешната средба Бајрамска нема да присуствувам од овие причини, затоа што тој игнорира турскиот јазик кој по уставот на Исламската заедница Македонија е исто така службен како и албанскиот и македонскиот. Така, дали господинот улема или од Исламската верска заедница ве контактира господин Ердоган? Видите, трагично е, бидејќи тие не се во право, сега преку социјалните мрежи се обидуваат да ме направат мене како непријател на албанците и на албанскиот јазик. Тоа категорично одбивам, бидејќи не е така. Јас долги години, јас сум ветеран во политиката, никогаш не сум имал проблем, особено во џамијата со албанците, и така таа импутација што сакаат да го направат, очигледно покажува дека не се во право и дека злоупотребуваат, имаат некој амозитет према турскиот јазик, се разбира и па турците. Оно што негира мојот јазик, се разбира, негира и мојата национална припадност. Тоа е недозволено и нема да дозволим. Како очекувате разврска на овој случај? Дали вие планирате да покренете некоја представка до Државната комисија за заштита од дискриминација, можеби? Да, ние ќе чекаме известно време да се извина за овој начин и да почнат службено да употребуваат турскиот јазик секаде каде што таму живеат турците и се разбира тие места кои се престижни каде и албански и турски се зборува, да почнуваат да употребуваат уставот и некоректно е многу да за себе ти бараш некое право и слобода, а за други да не признаваш. И од тука, навистина, ја го осудувам уште еден пат тој начин на однесување, инако и јас и со муфтијата, и со реисот имам добри релации, меѓутоа тој ден тој беше толку вознемирен, беше вон себе, правеше и други грешки, меѓутоа во присуствие на други имами, кои тврдеа дека овде не може турски, само албански, а тој пречутно тоа го премолчи, навистина нема да го одобруваме и ние како Движење за национално единство на турците максимум ќе браниме нашите права и слободи во една заедничка татковина и се разбира во една заедничка институција како што е
Исламската заедница на Република Македонија. Така, господине Сарач, ви благодарам многу. Вие сте на пат за Косово. Извинете вака малку што ви одзедовме време од вашето патување, но сакавме, нели ветивме дека ќе ве снимиме во телевизија, но поради нели празникот Рамазан, овие денови, за да си го поминете во убаво, меѓутоа не заинтригира на вистина вашиот Facebook статус. Ние побаравме и став од Исламската верска заедница, можеби изостана овие денови поради празникот, да се надеваме дека сето ова добро ќе заврши, како една лоша епизода од минатото ќе гледаме на истата. Благодарам многу за вниманието, ве поздравувам, ве посакувам убава емисија да помине. Исто и вам, господин Сарач, добар пат.